Бугарија ја започна предизборната политичка кампања, а Македонија повторно се најде во центарот на вниманието, како една од најисплатливите теми за собирање на гласови. Лидерот на партијата Има таков народ, Слави Трифонов, денес објави говор исполнет со навреди, омаловажување и закани кон Македонија, искористувајќи го инцидентот со скршеното стакло на влезот на бугарската амбасада во Скопје, како причина за таквата негова реакција. Со силна политичка драматизација, Трифонов тврди дека тој чин представувал доказ за омраза кон бугарите, нагласувајќи дека ништо не се променило низ годините. Во неговиот текст се појавуваат добро познати мотиви, стереотипи за македонците, историски наративи и политичка надмог, но и фрази насочени директно кон емоционалната база на неговите гласачи. Обично сакате да го скршите стаклото на оној што не го сакате или едноставно го мразите. Многу години немало промена. Во продолжение неговата објава преминува во директно понижувачка реторика. Ќе останете во Македонија, ќе гледате одвратни црни надписи, тајно ќе сонувате бугарски пасоши, ќе доаѓате на Сончев брег ако е можно, ќе ги праќате вашите деца да студираат во Бугарија и ќе ја гледате Европската унија низ искривена макарона, бидејќи објективно кажано, токму тоа го заслужувате. Со ова Трифонов повторно ја активира темата за бугарското вето и европската перспектива на Македонија, тема која пред избори секогаш добива остар национал-популистички набој. И додека се заострува медиумската реторика во дипломатската рамка, не се гледа смирување. Пред само 10 дена официјална Софија испрати нова провокација, кога во својата изјава го нарече македонскиот јазик како јазик достапен за граѓаните, што во Скопје беше доживеана како директно негирање на јазичниот и културниот идентитет. Овие изјави заедно со денешниот настап на Трифонов дополнително ја потврдуваат тенденцијата Македонија да се користи како внатрешно политичко оружје во изборна година, наместо како созет и партнер во европскиот процес.